Добар ден на сите, почитувани граѓани, почитувани новинарки и новинари, почитувани колешки и колеги. Денеска, на 8 март, стоиме пред вас и со гордост навистина можеме да кажеме дека заложбите кои што ги поставивме пред нас пред повеќе години, а кои што имаат за цел да ја подобрат положбата на жените во нашето општество, да ги заштитат правата на жените, навистина ги остваруваме. Низ мерките и политиките кои што ги спроведувавме како политичка партија, но особено како влада, покажавме дека можеме да градиме фер и праведно општество кое што ќе се базира на еднакви права помеѓу мажите и жените. Она што е наша обврска е да создадеме услови во кои секоја една и секој еден ќе може да ги исполнуваат севкупно сите своји капацитети. Да создадеме држава во која секому му се гарантирани сите права и слободи. Еднаквост, заштита од дискриминација, право на слободен избор за секоја една жена, секој еден маж да може да ги оствари своите потенцијали. За родова еднаквост треба да се зборува и делува секој ден. И тоа и го правиме. Но денеска сите треба да сме уште погласни. На овој ден, кога се одбележува борбата за социјална, економска, културна и политичка рамноправност на жените. Почитувани граѓанки и граѓани, пред повеќе години кога бевме избрани за председател на СДСМ и за заменик председателка на СДСМ, многумина мислеа дека е тоа пиар потез. Дека тоа ќе биде порака која што нема да значи и содржина, која нема да значи промена во политиките. Меѓутоа покажавме дека тоа навистина се вредности во кои што веруваме и идеали и принципи кои што ги почитуваме. И токму поради тоа денеска го имаме најголемиот број на пратенички во нашето собрание, најистакнати и најголем број на жени на позиции во извршната власт, но и политики кои што значат промена на односот кон жените во општеството. Помалку од 3 години СДСМ ги предводи и владата и институциите. За тој период, освен што покажавме дека имаме храброст и визија, но и одлучност да ги решаваме неколку децениските проблеми во државата, покажавме и дека силно сме посветени на заштита и унапредување на правата на жените, не со зборови и не само на 8 март. Дека силно сме посветени на зајакнување на економската независност на жената и унапредување на родовата застапеност на секое ниво. Една од нашите први мерки беше да го промениме досегашниот систем на минимални плати. Минималната плата за работниците и работничките во текстилната, кожарската и чевларската индустрија, при што најголем број беа работнички, ја подигнавме од 9.000 на 12.000 и израмнивме со минималните плати во сите други дејности. Ова беше мерка која влијаеше директно на подигнување на животниот стандард на десетици илјади жени доминантно присутни во тој сектор. Денес, веќе со новите зголемувања на минималната плата, над 90.000 граѓанки и граѓани добиваат минимална плата од 14.500 денари, што е покачување повисоко од 50%, речиси 60% во споредба со 2017 година. Тоа се дополнителни 5.500 денари за секој работник и работничка кои што живее од таа плата. Го вративме и правото на жената самостојно да одлучува за сопственото тело и за сопственото здравје. Покажавме дека конзервативните политики навистина носат само проблеми за жените во било кое, па и во нашето општество. Затоа го донесовме новиот закон за прекид на бременоста, усогласен со европските стандарди, и го сменивме рестриктивниот закон претходно донесен и покрај сите критики, и покрај сите протести од страна на владата на ВМРО-ДПМНЕ. Приоритет во последниве 3 години ни беше да се бориме против насилството врз жените, да се бориме против насилството во домот. Затоа ја ратификувавме после години одлагање Истанбулската конвенција и го донесовме националниот план за нејзина имплементација. Токму парламентарното мнозинство на СДСМ и коалицијата донесе нов закон за спречување и заштита од насилство врз жените и семејно насилство, кој што за прв пат е целосно усогласен со елементите на Истанбулската конвенција. Се грижиме на вистина
и за жртвите на семејното насилство. И затоа не само со закон, туку со отварање на 16 нови сервиси за жртвите на родово базирано насилство, кои што се рамномерно распределени во различни делови на државата, се трудиме навистина да ставиме крај на тој циклус на насилство, но во исто време и да ги заштитиме жртвите. Инвестираме во 43 градинки, со кои што бројот на деца згрижени во установите за предучилишен развој го изголемуваме за 3500 деца. На тој начин им даваме повеќе шанси на жените, на мајките да работат и да се грижат во исто време за своите семејства заедно со татковците. Ги ослободивме самохраните родители, од кои најголемиот дел и се жени, од партиципација во детските градинки. Донесовме законски измени со кои правото на детски додаток и образовен додаток на децата им се исплаќа на мајките. Работевме многу да се зголеми присуството на жените на пазарот на труд. Само во 2019 година над 52% од учесниците во активните програми и мерки за вработување беа токму жени. Сериозно ги зголемивме платите на вработените во детските градинки и обезбедивме неповратни средства за бизниси, за жени предприемачи од руралните средини. Нешто што беше сосема заборавено во минатото. За прв пат и во одбраната донесовме упатство за справување со вознемирување на работно место, вклучително и сексуално вознемирување, и воспоставивме 35 родови советници кои што ќе им помагаат на жените во армијата и во одбраната да се справат со оваа опасност. Донесовме нов европски закон за спречување и заштита од дискриминација, за силна и навистина ефикасна борба против секаков вид на дискриминација, не само против жените, туку и против сите оние делови од нашето општество кои што се чувствуваат и се активно или невидливо дискриминирани. Почитувани, ова се само дел од превземените чекори кои што ја отсликуваат нашата грижа за граѓаните, но и нашата грижа за жените. Денес, кога овие мерки даваат видливи резултати, уште повеќе сме мотивирани да продолжиме понатаму, да бидеме храбри и да бидеме праведни. Продолжуваме со храбри политики кои што ќе се базираат на еднаквост, а не на дискриминација. Градиме едно општество за сите, што подразбира и општество кое што на жените исто така ќе им го дава правото на живот базиран на еднаквост, на недискриминација, на шанси за професионален и за личен развој. Во следниот мандат, токму ова ќе биде еден од нашите големи фокуси, кој што не прави различни и кој што не прави не само похрабри, туку да бидеме на вистинската страна на историјата. Во следниот мандат уште позасилено ќе работиме на мерките и политиките што даваат резултат во напредувањето на човековите права и правата на жените. Остануваме посветени на градење на едно општество на еднакви можности. Ако сме еднакви, тогаш да бидеме еднакви секаде. И во парламентот, и во институциите, и во бизнисот, и на работните места. Само така ќе негуваме фер општество на целосна еднаквост меѓу мажите и жените. СДСМ веќе на дело покажува што значи целосен паритет во политиката. Во нашиот извршен одбор прв пат има повеќе жени отколку мажи, што не прави единствена таква партија во државата. И не застануваме тука. СДСМ на овие избори за прв пат ќе настапи со понуда 50-50. Целосна еднаквост на жени и мажи на пратеничките листи, а потоа и на листите за советници или советниците на локалните избори. Обезбедуваме 40% застапеност најмалку на жените на сите извршни функции кои се именуваат од страна на владата. Ваквиот концепт не е само концепт на обични бројки и проценти. Тоа е концепт на суштински квалитет, на нови стандарди во политичкото делување. Пример за останатите партии, но и пример за институциите, организациите, бизнисот. Трудот е труд и мора исто да се вреднува. И кај жените, и кај мажите. Затоа следува пресврт, следува целосна еднаквост. Еднакви права за жените и мажите, еднакви плати
за жените и мажите на исти работни позиции. Еднакви обврски за жените и мажите. Во новата програма предвидуваме мерки кои обезбедуваат еднакви можности за сите. Обезбедуваме неповратни средства од 5.000 до 15.000 евра за млади и жени за отварање на собствен бизнис, каде државата го превзема поголемиот дел од ризикот при евентуален неуспех. Нудиме стратегии за директна поддршка на женското предприемништво, заедно со другите мерки за обуки, усовршување и доквалификации на жените, ќе ги поттикнуваме да земат активно учество во економските токови на државата. Отвараме 3 центри за поддршка на социјални предпријатија. Овозможуваме намалување на работното време за повозрастните работници. Жени работнички со навршени 60 години старост да работат 6 часа и да ја задржат целата плата до пензија. Преку системско регулирање на финансиска поддршка на жените земјоделки ќе поттикнеме активно вклучување на македонската рурална жена во креирање и реализирање на земјоделското производство. Со финансиска поддршка ќе ги заштитиме економските, социјалните и културните интереси на руралната жена. Секоја година ќе ја зголемуваме поддршката на жените земјоделки за 20% до максимална висина од 600.000 денари. Активно работиме на родовата перспектива преку зголемување на бројот на жените во одбраната. Но продолжуваме да вложуваме заедно со единиците на локална самоуправа во отварање на сервиси за заштита на жртвите од сите облици на родово базирано насилство во секоја општина на територијата на државата. На годишно ниво по 10 нови сервиси ќе бидат воспоставени рамномерно во сите плански региони. Нулта толеранција кон сите форми на дискриминација врз жените. Затоа ќе донесеме програма за реинтеграција на жени жртви на насилство, во која ќе се вклучени модели за привремено домување, психичко советување со менторство, различни видови на финансиска помош, специфично наменети за жени жртви на насилство. Воспоставуваме систем на следење и спроведување на привремени мерки за заштита на жени и деца жртви на насилство. А останатата законска регулатива ќе осогласиме со Законот за спречување и заштита од насилство врз жените и семејното насилство. За поголема грижа за здравието на жените воведуваме мобилни гинеколошки клиники во рурални средини и помали општини кои немаат гинеколози. Вклучуваме мобилни поливалентни тимови во склоп на патронажни служби за едукација и превенција на здравието на жените. Ќе обезбедиме пристап до лабораториски анализи, ПАП тестови, проверка на крвен притисок и ЕКГ во склоп на мобилни тимови. Обезбедуваме задолжителен бесплатен здравствен пакет за жени над 35 години, кој вклучува гинеколошки преглед и мамографија. Воведуваме родова еднаквост во спортот. 30% жени во органи на опробување, почнувајќи од 2020 година, а 50% до 2024 година. Федерациите, кои добиваат финансиски средства од државниот буџет, мора да обезбедат функционирање на машки и женски спорт, односно машки и женски спортски клубови и или репрезентација. Почитувани, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да престане да се залага за идејата за рамноправно општество. За држава која се грижи за сите. Одговорноста е на секој од нас, жени и мажи. Нема да застанеме се додека целосно не го искорениме насилството врз жените без разлика каков е неговиот облик. Нема да застанеме се додека не постигнеме целосна еднаквост на пазарот на трудот. За родово еднакво општество. Продолжуваме заедно, затоа што можеме. Можеме уште подобро и уште повеќе. Честит 8 март на сите дами во нашата земја.